Неминовно беше со новиот бранд да се зафати помладата популација. Училиштата се отворени и се престојува подолго време во затворени простории, вели доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Таа додава дека болеста која ја предизвикува коронавирусот остава последици на целиот организам, особено на крвните садови. Јасно е дека сега од почеток на пандемијата школите се отворени, децата имаат поголем проток, да имаат заштитни мерки и се тоа, но неминовно беше со овој бранд да се зафати помладата популација и нормално дека самата инфективност влие, колку долго вие сте облизина на вирусот, значи кое количество вие сте експонирани во единица време, значи не е тоа само дали уопште сте у контакт со вирусот, така да се створија услови, а посебно во наредниот период ќе се створат поголеми услови зашто што престојуваме во затворени простори за полесно да се шири овој респираторен вирус како што го викаат, што има страшни постковид последици, посебно како што кажаат научниците, посебни последици остава на крвните садови низ цело тело, низ цел организам. Мора кај граѓаните да има свест и информираност дека превенцијата е најважна, а во овој случај тоа е вакцината, вели доктор Трифуновска. Значи превенцијата, вакцините, нашиот вакцинален статус кој ќе порасне на високо ниво, друга ќе биде приказната и самата клиничка слика, самите последици, самите бројки ќе бидат други. Впрочем, сакам да кажам дека мора да сме свесни, мора да сме едуцирани, мора да знаеме што значи превенција и што значи вакцина. Инаку, се додека имаме мал процент на вакцинираност, веројатноста дека ќе се развиваат се полоши и полоши соеви на истиот вирус, тој си мутира, си бара, значи свој пат за да си преживее, да се заштити и да си развие што поотпорни соеви. Тука лежи приказната, затоа целиот свет гледате во локдаун, затоа сите се плашат од посмртоносните, од попатогените варијанти и секогаш очекуваме нова и нова варијанта. Затоа најважно и како што секогаш споменуваме, мора да се размислува да порасне процентот на вакцинираност кај населението, со што ќе се заштитиме сигурно и со што ќе успееме да ја победиме оваа светска пандемија. Новиот сој Омикрон потврдено е присутен во 38 земји во светот. Од Светската здравствена организација предупредуваат дека би можеле да поминат повеќе недели додека да се утврди колку оваа мутација е заразна, дали предизвикува тешка форма на болеста и колку се ефикасни третманите и вакцините против овој сој.